Патување како животен стил. За 6-месечната авантура до најсеверната точка во континентална Европа и што значи домот да ви биде онаму каде што ќе ја поставите приколката. Вечерва во Трилинг разговарам со Драган Тапшанов, фотограф и влюбеник во патување. Добро вечер, Тапшанов, и добро дојдовте дома. Баш ми е драго што сум тука сега, што можам да инспирирам вашата публика околу да има мотивација за патување и авантура. Тапшанов, во месец април годинава со вашето семејство заминувате на 6-месечно патување низ Европа. Поминувате бројни дестинации, бројни градови и земји. Што значи логистички да се спланира 6-месечно патување со камп приколка? Да, тука околу камп приколката е поголемиот предизвик за планирање, бидејќи со кола низ Европа немаш голем проблем. Али со приколка мора да планираш низ какви улички ќе движиш, и сепак поголем си, подолго е возилото. Да, како предизвик е големо, но џаби да планираш, колку и да планираш од дома, кога ќе влезеш веќе во авантурата, све си доаѓа само по себе. Така да, веќе кога стигнавме во Скандинавија беше друга приказна. Се беше спонтано, наоѓавме места и така. Беше малце предизвик со дете околу тоа како ќе биде со детето, како ќе го припати целото наше патување, но ке е тоа што малце километри покриваш од тие 6 месеци на дневна база, така да окей беше со тоа. Да, вообичаено кога ќе се добие нов член во семејството, некако патувањата и оние хедонистички уживања се ставаат во втор план. Меѓутоа, вие некако поитавте на Марк да му го покажете светот и малку порано да се запознае со сите оние убавини низ Европа. Како одеше таа координација 2-годишниот Марк да се прилагоди на вашиот авантуристички апетит? Со Едит сме авантуристи од која знаеме за себе, од која се познаваме, така и си запознаено пред 8 години на Хималаите. За Марк не беше ни прашање како ќе биде израснат, значи знаевме дека ќе влезе заедно со нас во истиот животен стил и тоа со него, значи немаме пристап кон него, како што има можеби секој. Буквално кога он е другар. Значи буквално он ми е мене другар, заедно идеме. Ја го викам брат него, ајде идеме брат, ловиме риба, ајде да правиме сега ова, да правиме она, идеме на хајк, да планинариме. И буквално го прави тоа што го правам ја, зашто што е на исто ниво со мене. Мощно и интересно и симпатично од друга страна кога ќе се забележат сите оние активности кои што ги правите заедно, риболов, тој е закачан на кенгур на вашиот грб додека планинарите низ Европа. Тапшанов, не од страна на авантурист, од страна на родител, не постоеше одредена, да речеме, појава на страв кај вас? Па, ние имаме повеќе страв кога сме тука, него ли кога сме во природа цело време. Не гледам страв од што. Страв имам секаде мое, што е state of mind, секаде можеш да најдеш страв и да се плашиш од нешто и да бидеш изложен на некои надворешни влијања кои ќе ти направат проблем. Ние имам преголема самодоверба кога сум во природата и така да со тоа него што го учиме да биде едно со природата, не гледам страв. Нема потреба од страв. Нормално нема да го пушташ во сите предизвици што би били интересни за него и што може да го доведат во опасност. Тука си цело време со него, но во тоа што докаде што може и нема страв едноставно. Низ целото ова патување буквално документиравте секој можен аспект од оние нови хоризонти кои што ги запознававте. Преку фотографии и видеоматеријали ние имавме можност да бидеме со вас на секоја наредна дестинација каде што се движевте. Која култура најмногу ви остави впечаток? Европа ја сакаме најмногу, и јас и сопругата, бидејќи Европа е мал простор со премногу култура од секој можен аспект. Значи имаш дали сакаш храна, дали сакаш уметност, дали сакаш све има тука. И не можеш да имаш една омилена, бидејќи е помала и цело време како што возиш низ сите држави, сите села, гледаш нешто ново. Така да све е интересно, све е уникатно. За место кое што најмногу ни остави впечаток оваа сезона, можам да кажам дека Шведска е најокей за со мало дете. Но за други аспекти све е убаво, све е интересно, све е уникатно. А како ги планиравте деновите? Како одлучувавте како ќе се одвива агендата во однос на вашето патување? Немавме план. Буквално само знаеме до кај треба да стигнеме.
Знаеме дека сакаме да одиме само низ национални паркови, не одиме низ градови, одиме низ села. Освен кога треба да идеме на шопинг за храна, за набавка на прехранбени продукти. План конкретен немавме, само знаеме што сакаме да видиме. Скандинавија е убава тоа што можеш да одиш на диво кампирање и можеш да застанеш било каде што може да поминеш со кола и со приколка. Така да застанувавме таму каде што ни убаво, седевме колку што ни убаво. Ги споменав оние моменти околу фотографиите и видеоматеријалите од целокупното искуство, но во некои моменти можевме да ги погледнеме и оние проблеми и препреки со кои што се соочувавте овие изминати 6 месеци. Имавте проблеми со автомобилот, чинам. Зборувавте во една прилика за моментот дека сте сакале да патувате низ Русија, меѓутоа поради војната некако целата агенда се менува. Што кога ќе се јави ваква препрека? Ние сакавме да одиме преку Русија, Санкт Петербург не ни е желба голема на двајцата, сакавме таму да отидеме преку Балтикот и преку Калинград, мислам тој дел што е со Полска. Но не беше, не можевме. Можевме, но не сакавме бидејќи сме со мало дете и повеќе мислиш, повеќе се секираш кога си не си сам, кога не мислиш само за вас двајца. Не отидовме доста места во Полска, бидејќи на границата со Белорусија има голема имигрантска криза. Така да моравме да го промениме цело наше патување. Тоа све се дешава во моментот. Тапшанов, се случува во ваков момент на, да речеме, авантуристички подвиг да ви стане тесно во тие 5 квадрати? Многу често. Ништо, бидејќи Норвешка или Скандинавија генерално е доста од времето летно време врне. Ни се деси да бидеме 11 дена под дожд константно. Иако имаме добра опрема за дожд, искачаме, шетаме, немаме такав проблем, но таму нема баш кај ноќ. Цело време е ден и сме затворени во тие 4 квадрати или не знам колку е точно квадратура. И сега Марк си игра со неговите лего, имаш лего на сите страни расфрлано, додека е у најголемиот момент на играта. Газиш и да, тешко е, али не знам, се навикнавме. После некое време се навикнавме, секој си го знае своето ќоше, каде што си се затвара или каде што си играме со Марк. Имаме добра хемија на сите тројца меѓу себе и немаме некој проблем, немаме расправи, него буквално тоа е што е. Го живееме моментот, Тапшанов, веќе кога го споменавме овој финансиски аспект од целото патување, како изгледа да се оформи една буџетска рамка кога станува збор за 6-месечно авантуристичко уживање? Предпланирано е, имаме веќе со тие некои светски фотоагенции што соработуваме, знаеме каде има потреба за материјал. Бидејќи короната што беше затворен беше светот, многу луѓе, многу нови фотографии фалат, нов материјал фали, така да бевме меѓу првите што отидовме на некои места да ги покриеме и да собереме материјал што може после да го уновчиме. Така да знаеме што се бара моментално и така ги формуваме турата на некој начин, така да тоа ни го спонзорира нашето патување. Веќе кога ја споменавме фотографијата, македонската публика ве памети по оние доста интересни фотографии од Непал, ми се чини. Едно ваше доста големо и долго патување кое што беше проследено со убав материјал во однос на се она што го доживувате. Како го доживувате Скопје деновиве откако се вративте после 6 месеци? Уште не сме имале може да го прошетаме Скопје убаво, бидејќи имаме доста работи кои треба да ги завршиме околу документите на мојата сопруга. Убаво е. Не ќе да видам, ќе останам малце повлечен у коментари, не ќе да видам лошо сватен. Скопје не го доживам по тоа што го гледам од архитектура, повеќе го доживам од тоа што го гледам преку луѓе, што премногу стално сум фотографирал луѓе и приказни и моментално што имам пристап до приказни и луѓе не се некои многу позитивни, но сепак и светската криза си го носи своето. Но оној балканскиот менталитет на заборавање на лошото и давање акцент на поубавото, стално се присутни тука и неубавиот поминува 5 минути после се селиме на убавиот дел од разговори и моменти што ги така да стално ми е позитивно, стално Македонија е убава за да си доеш дома и да се осеќаш некако дома си е дома. Тапшанов, ви благодарам за гостувањето веќе. Фала ти многу, ти благодарам.